Во првата епизода ни гостува number 1 кошаркарот меѓу раперите. Number 1 раперот меѓу кошаркарите. Човекот што го крена рапот на пиедесталот во Македонија. Човекот што се дружеше со Шон, Џони, Джей-Зи. Ги продаде Ролс-Ройсот и Ферарито, а камерот го чува паркиран у гаража у викендица. Единствениот. Тони Зен. И татко на годината. Опа! Просветление. Еминем е тешка будала. Слободен бацај. Многу често сонував како летам, како скокам, како идам на кај школа со пижами, не? Што те натера од Тони Монтана да станеш Тони Зен? Па Тони Зен е боље од Тони Монтана бега. Па да, крајната цел е само подарок за истрајноста на патеката. Крајната цел е подарок за истрајноста на патеката. Ова веќе за Коби Брајант. Уште за Коби, ама све ги вела. Немој да сечеш таму денек сум погодил. Не, промаши кога ме сега погодил. Ај 3 може, ако не ке терена до 8. По кулоари со другари камикази, пази. Денеска су Топ Круз. Топ Круз? Джордан, Коби па Леброн. А за спонзор уши важи само злато и пари. И биле со странци или... Кој правеше вака? Гилберт Арена. Тони, мисли ти која врташ? Да, а јас него. Балканска е банка, туду диско топка во... Шер, што друго да кажеме? Мадона, Шер, Бионсе, Бритни Спирс, Ријана. Ријана, ставете. Гледате слободни фрлања. Гледате слободни фрлања и се надевам дека ќе бидам боле наредниот пат. Тоа е. Ха, а јас него. Како што кажавме, Боби Стајче тука, прва лига мажи ККП-листер од оваа сезона. Боби, мило ми е што си дел од слободни фрлања. Благодарам на поканата. Знаеме дека ти си профи, ама ајде да те видиме мал. Боби, многу ме интересира дали пиете кафе секојдневно на широк себе. Па пиеме кафенце, да, ама секојдневно не толку често. Му стана жешко, дали има трема? Во NBA моментално Лилард. Да поздравам кумот, Пеџа Пајч. Ке го викнеме и кумот у емисија. Брату, Ја пронови емисија. Мислам дека ќе бидеме со супругата многу добри родители. За семејството беше ова. чекате Киркичка, дали Ке мора и она да игра кошарка како татко. Никако, ќе си одбере она што сака. Ако е синче можда ќе мора, ако е девојче втората. Не, здравје. Да Киркичка да не промаши. леле, како ми тргна? Ај, снимам слободни бацања. Стварно не можам да промашам. Сними го Боби и види што има да каже. Сакам реванш у брзо време. Ајде! Го победи Боби Стајч со кусур. Број 8. Коби. Благодариме. Гледате слободни фрлања со Никлеман. Чао. Ти си тој Никлеман со слободните фрлања? Дојдов да те решам. Дечкото е далеко од лажна дојава, која ако не, бомба кис. Фала што ме викна, брату. Кога не си шутнал слободно фрлање, брат? Па не сум шутнал, кујзна, има некои 5 години. Порано заедно трениравме, ама... Уве го јадеш. Ќе видиме што ќе се дешава. Ќе да се концентрирам, да.
Дали е тешко да си инфлуенсер, иако ти викаш дека не си? Па не сум инфлуенсер да ти кажам, еве сега ќе дадам кош и ќе ти докажам дека нешто. Не може! Прето кажи ми дали ти текнува уемзето или менката кога тренавме заедно. Само на такмица која ти ја залепе една банана. Ова, ќе кажам дека ми тегнува, пошто негова емисија и морам да кажам, така ми тегнува, ми ја залепи многу јако беше. Прето ја те знам како бомба. Така беше порано на димакот. Како стана бомбакис? Бомба сум се уште, само бомбакис е зашо... Бомба беше запасено на Инстаграм и мора да се препостане бомбакис. Иначе бомба сум се уште. За сите сум бомба. И бомбакис е за шоу. Цеца, Бионсе, Благица Павловска. Која може највише да те расположи? Зависи кај сум. Иначе Благица Павловска у кафана, Цеца онака свезе. А Бионсе е у диско. На спот. На спот. По линджери. Значи појма немаш кој шутираше вака. Знам Джейсон Кид. Исто како некад и не сакам да се едно, да го дадам последен јао. Од вчера дошол тука да вежба. Абе, остај. Леле, мора да дам последно. Кажи која е најсладка емисија моментално кај нас. Слободни фрлања со Никлем. Прошени секако може тип на проблеми. Никој не се Здраво, дечки! Ја чекам првата дама која ќе ни гостува во нашето шоу. Немам саат, ама женски доста. казнено поправ има па подава тимски игра 2 на Бидејќи женските имаат предност, иако Сандра доснеше, ќе ја дадеме предноста да шутира прва. Сандра, повели, кажи ми од која возраст тренираш кошарка и колку време си во ЖКХ Бадел? Кошарка тренирам од 14 години, а во Бадел сум више 5-та година. живееме во пекол секојдневно, но овој бетон од почеток се до вечност. А музичарите често велат дека кога биле заљубени, многу добри песни правеле, најдобрите песни тогаш излегуваат. Дали Сандра кога е заљубена игра подобра кошарка? Зависи дали ме гледа у публика или не. Се знам, па пушти глас ако не си растал сам. А кажи ми, рап или трап? Рап. На рапот West Coast. Многу поеш нешто, дај нешто да те прашам. Како ти дојде инспирација за Facebook песната? Facebook дојде скроз спонтано, тогаш излезе, само што излезе Facebook и си викам чекај бе, јас сум рапер, мора да напишам нешто. Побрзо некој да ми украде идејата, седнав, пишувам цака за 10 минути му сеам на климе да снимаме. Ќе снимаме брат. Отидов во студио, снимавме све, така настана Facebook. И до ден денес на улица кој ќе ме видат малите деца, кај си бе брат? Сине го има и твоето не е филмов деболија, затоа лагано, но земи печат. А сега да го најавиме гостинот во петата епизода. Другар му на Васил Мандаровски Мандар, Стефчо. Обе брат, другар му на Васил Мандаровски Мандар. Добро, сакаш као Тони Зен да те најавам што го најавив? Така веќе може. Дечкото што направи портал на македонската YouTube сцена. Во Карпу караоке пееше со Фокс Нучи и теха цела фамилија, успеа да ја качи дури и Станија. Сега е со Ритко во рингот против Бака Прасе, вториот најпопуларен у Македонија. Лазаров Стефан. Ова е веќе туго. Се согласим, нема проблем ќе снимаме. Покрај другиве таленти што ги гледам кај тебе, тоа значи дека си добар и баскет. Е, уствари пред да играм фудбал 10 години, тренирав многу кратко баскет со Нено Димитриевиќ, сега сите знаеме кој е Нено Димитриевиќ. Заедно мавме слободни и го тепав. Тоа кажува доста да за неговата сегашна форма. Зато денеска нема кошта тата. Тензијата во чај е меѓу најгледаните видеа на твојот канал. Аманда е главна звезда. Кажи ми ќе натераме или конечно да пати да снимам? Леле, колку да знаеш се трудам тоа да го правам, мало боже са човек, па не знам, мислам дека нема. Ке видам од тебе, иако следам, ако вие дека нема рап, тогаш Дали се посомнева во текот на пренкот дека може би пренк или скроз се удари од бедра? Не знам, не би сакал никој да се најде во моја ситуација да седиш у кафану чаир и да ти вади некој пиштол да ти го стави на чело. Имаш 4 годишна врска, девојчето мислам дека се појави во едно од видеата кај што ги шокирате бабати и вујкоти, ако не се лажам. Кажи ми како она се справува со твојата популарност и со инбоксот на Инстаграм? Добро прашање, не сум знал дека слободни фрлања и жешки фрлања може да бидат. Са кјутнам за нејзе, јеби го.
Кој утиња, бе? Гасам сегде, бе, шо е работа? Ептена тази бифот со бака прасе, мислам дека и моментално излагаат видеа цело време околу тоа. Кажи ми, дали моментално или во иднина би преферил да влезеш во ринг со бака прасе како тоа што го прават амерички веѓутубери? Па види, бака прасе се закане дека ако одам во Србија повторно ќе ми ги дупне гумите и ќе ми забрани, не знам таму што ќе ми направи. Кога сега каде сака спаринг 1 на 1, немам проблем. Ме после му правам шахмат диверзија, динг, гледате се, бам. Ютуберството е професија, 24/7 го кажам, мора постојано да следам што се случува. Многу сакаше 6 од 10, ама сепак погоди 5. Морам да кажам нешто сега, реално ми прави тензија пред да шутнам, така да се те промашам, не е полесно сега. Нели јутубер како тензија пред камера? Постава незгодни прашања, да баске да шутирам тука. Тука ладно салава се соблече дечко. Дека пака шутирате се спремат. Дали се согласувате за полова еднаквост? Односно хомосексуалност. Дали ги врзувате патиките навечер? Пијам пачура. Ми гостува девојката. Што кога игра кошарка доминира, кога крева тегови теретаната експлодира, а кога ќе стави нова слика Инстаграм крахира, една единствена. Едина муфа ми имат на рингтон. Мрази ме, а кај девојка ти сум. Почнува да дрско од старт. Дина, кажи ми, каде ќе ја прославиш најлудата ноќ оваа година? У која кафана, па афтер у кој диско? Кафана Кујна, афтер Дневна. Продавам за твојата тарифа, не спекури, сакаш да не купиш. Се спремам за слободни фрлањи да те победам. 2-2. Нема веќе зборови, зашто устата ти ја набив да знам. Прашуваш работам во животна смена, јас уште не сум дошол тебе. Кажи ми, дали ти во блиски днина се гледаш како родител? Па се гледам секако дека да. 3 деца. Трета среќа. Да. Висока си скоро 180, па уште на штикли, дали мислиш дека мажите се плашат да ти придат? Да. Не само ради тоа. Ако лажам, ќе утне. Тоа е. Вулкан искра горат, ног на писме мора па поле, призне твоја. Вака се решава утакмица. Вака. Повеќе уживаш да судиш на жени или мажи? Незгодно прашање. И тоа беше све, драги гледачи. Зашто секогаш се смееш пред да шутнеш? Па дека сум водител, мислам така дека е правилно. Ми интересира дали кога трчате вие судиите, ве стегаат панталоните. Какво е ова прашање? Соло проекти марчат и контрибаме се више екипа со пука косметика, ликови са пампења во рапот, како имаци во епода. Еши ништо се секорат, така си растек. Осмешо е царот у Лисичи и најубав дечко у Лисичи. Ајде да видиме дали ќе ми тргне на плаштат. Што у Лисиче не му тргна, да. Хајде идеме за да дам нека кожа. Ајде! Не иде вака. Да најдеме вака од добрите граѓани на град Скопје да видиме дали може некој да ни помогне. Ванда сум чист, божам не сум бил партал ја. И кога ќе наскачува? Сега Марче најдов појачање. Армандо, пошто е боле условни, ќе шутира заедно со мене, а ја пошто помалку знае, ќе шутира со Марче, затоа што поише знае. Тие три не важат, Марче. Од почеток почнува. На дигит са ти прашање, моето мото та задниц твој дис, на дис. Добро е, 3 од 5. Ајде се Армандо. Ти се врегаш од ова и лупаш по е срање, ама не го сваќај лично. Мене водителот на словни фрлања, Армандо е новиот. Нема промашување кај Армандо. Се менува шапонот, како до нов. Тешко таткото на кошот да промаши. Еден, Лисиче мисли дека сум му татко. Леле. Дајте нови деца, не може да промаши ова. Кај што ја купчела. Аш мала маца. Една даваш и тепани. 0, крај аут. Бунар, нема, 0. Ове легендо! Честито, момци. Дечки си најдов помош, Армандо беше топ, ама победија Марко и Јаја. Гова го имаме најмладиот манекен. Како се викаш ти? Ај уште едно за поголема награда за тебе.
За најмладиот случај минувач Марин имаме клеринг. Се вративме дечки, Марче да не му пропаднат кладбите, мора да досудне уште 5, значи кој што идете преска шут на 5 од 5, идеме до 10 да видиме што ќе направи. Каков е твојот љубовен статус момент? Леле, ми прави трема. Па добре, многу печена врска, брате. Тоа е, сега морам да искршам сите женски срца во градот, тоа е што да правим. Сите бивши и сегашни. Проценти чисти вистини ги сакаш. Последен шут за нов рекорд во слободни фрлања. Ајде. Даден шут, 9 од 9, 10-тиот. Поздрав за Едина Муса.